Тргнувајќи од искуството од средбите за време на неодамнешната посета на регионот, американскиот заменик државен секретар Джеймс Стајнберг се надева дека владите во Скопје и Атина ќе најдат, како што кажа, креативно решение за спорот со името. Особено ги поддржуваме напорите на Метју Нимиц. Соединетите американски држави се подготвени да помогнат колку што можат за да го надминеме ова прашање. Сметаме дека тоа е мощно важно, дека тоа дава можност Скопје и тамошните лидери да го заземат своето заслужено место во европската интеграција, конкретно да станат дел од НАТО. Се надеваме дека ќе има реален, интензивиран фокус и во Атина и во Скопје, да се обидат да најдат креативно решение за да овозможат да продолжи интегративниот процес. Заменикот на државната секретарка Хилари Клинтон тврди дека има многу креативни решенија и најави дека Соединетите американски држави ќе соработуваат со обете страни со цел да видиме кој е нивниот национален интерес, бидејќи и Грција и Македонија имаат интерес ова да започне да се движи напред. Се обидуваме да ги мотивираме да погледнат подалеку од разбирливите чувства што луѓето ги имаат, да размислат за нивните пошироки стратешки перспективи и придобивки што и обете ги имаат. Јас бев охрабрен од моите разговори во Атина дека раководството во Грција мислам ја цени вредноста на важноста Македонија да биде подобро закотвена во евроатлантските институции. Остануваме со постојана надеж дека ќе најдеме добар начин да ја надминеме тешкодијата и да добиеме добар резултат. На прашање дали САД планираат да назначат специјален пратеник за Балканот, Стајнберг во поширокото интервју за Гласот на Америка кажа дека не знае дали Вашингтон ќе има посебен представник, но коментираше дека самата посета на потпредседателот Џо Бајден, како и неговата посета, илустрираат колку САД сметаат дека Балканот е важен.